4 денари поевтин бензин и 7 денари поевтин дизел од понеделник, очекува премиерот Христијан Мицкоски. Предвидувањето премиерот денеска го објави базирајќи се на завршувањето на заливската воена криза и стабилизирање на цената на нафтата на светските пазари. Очекувам во понеделник, врз основа на тие калкулации, бензините некаде околу 4 денари по литар да се намалат, а дизелот нешто повеќе, околу 7 денара по литар да се намали. Така што еве да почекаме во понеделник регулаторна комисија да и официјално ги каже овие бројки. Што се однесува за однесувањето на маркетите и дистрибутерите на домашниот пазар, Мицкоски најави состанок со нив во понеделник од каде ќе ја упати следната порака. На кој што ќе испратиме силна порака во начинот на нивното однесување на пазарот, истовремено и законските измени се при крај за усвојување, каде што казните се 10-кратно зголемени за оние маркети кои што ќе се однесуваат нефер трговски. И ќе засилиме, се разбира, инспекцијата и контролите на теренот за да идентификуваме ваков тип на однесување. Во исто време, Мицкоски упати порака на охрабрување на компаниите, добавувачите, производителите и дистрибутерите да пријавуваат нефер трговско однесување од страна на некои маркети. Бидејќи сега се наоѓаат канали од страна преку разноразни услуги, преку трети фирми и така натаму да се фактурира така наречен ројалити, што не е фер трговско однесување. Јас ги охрабрувам сите дистрибутери и производители да тоа го пријават за да можеме ние како држава да делуваме. Инаку не можеме да делуваме, затоа што овака кога ќе направите вие инспекција и кога ќе ги видите сметководствените книги, ќе видите дека се во ред. Но има преку трети, четврти прокси канали се наплаќа тој ројалити, дали производот да е полево или подесно на полицата. Премиерот најави и засилени инспекциски контроли, а казите согласно законските измени ќе бидат 10-кратно повисоки. Во однос на инфлацијата, Мицкоски очекува во наредниот период истата да биде под 4%, што, како што рече, Македонија понатаму ќе остане меѓу земјите со најниска инфлаторна стапка во регионот и пошироко. На 1 јули ќе биде доставен списокот на реконструираната влада до пратениците, најави денеска премиерот Христијан Мицкоски. Во меѓувреме траат разговорите со коалиционите партнери Влен и Знам. Еве, да речеме до крајот на следната недела, како што кажавме, до крајот на јуни да се тоа го формализираме и најдоцна до 1 јули списокот да се најде во парламент пред парламентарците. Прашан за конкретни кадрски решенија, Мицкоски состав. Во интерес на процесот не би зборувал премногу околу конкретни кадровски решенија, имиња и слично. Се разгледуваат секакви опции. Добро, во добра, пријатна атмосфера беше вчера состанокот. Се разгледуваат опции за промена на ресори, така што мислам дека многу брзо ќе го затвориме овој прв дел од процесот во условно кажано првиот ешелон. Потоа, како што дополни Мицкоски, ќе следи реконструкција на пониските ешелони на власта, односно директорските места во одделни државни институции и јавни претпријатија. Процесот ќе продолжи во втората фаза таму, во текот на летото и паралелно со тој процес, бидејќи горе-доле оформена и структурата на партијата, ќе отпочнеме процес таму некаде во втората половина на јули, кој што евентуално би траел до крајот на септември, на ажурирање на членството и ново зачленување во ВМРО ДПМН, така што отприлика овој процес на реконструкција на длабински и би рекол суштински ќе промени многу нешта. Заклучно со крајот на летото, ајде така да кажем. Намалувањето на невработеноста што го соопштува владата не е резултат на нови работни места и економски напредок, туку на масовно заменување на младите од земјата и иселување, обвинуваат денеска низ соопштение од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. ВМРО ДПМН пак говореа за резултатите во индустријата, растот од 7,6% и ефектите од економските политики кои владата ги спроведува во изминатиот период. Намалувањето на невработеноста што го соопштува владата на ВМРО не е резултат на нови работни места и економски напредок, туку на масовно заминување на младите од земјата и иселување. Истите млади кои сакаат да ги заменат за мигранти, односно економски работници.
Младите не сакаат да останат во држава која нема перспектива. Тие јасно ја препознаваат политиката на Христијан Мицкоски. Криминал, корупција, партизација, нема систем, има блокада на европскиот пат и одржување на земјата во изолација. Стои во соопштението на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Бројките зборуваат сами за себе. Според официјалните податоци на Државниот завод за статистика, во 2026 година индустриското производство бележи раст од 7,6% во однос на 2025 година. Во исто време, кумулативно за 2026 година, индустриското производство е во позитивна зона и бележи раст од 0,2%. Но суштината е во нешто друго. Во услови кога голем дел од европските економии се соочуваат со забавување на индустриската активност, кога индустриското производство во многу држави е во негатива, Македонија е во позитива. Ова не е случајност, ова е резултат на јасна економска политика и директна поддршка на домашните компании. Добивките на банкарскиот сектор во земјава продолжуваат да раснат, а значителен дел од заработката и натаму доаѓа од надоместоците и провизиите што ги плаќаат граѓаните и компаниите за банкарски услуги. Според Народната банка, банките во текот на 2025 година оствариле повеќе од 118 милиони евра нето приходи од провизии и надоместоци. Во споредба со претходната година, тоа представува зголемување од околу 3 милиони евра или 2,7%. Истовремено, вкупната добивка на банкарскиот сектор достигнала речиси 304 милиони евра, што е за околу 21 милион евра повеќе во однос на 2024 година. Со тоа, над 1/3 од вкупниот профит на банките произлегува од наплатените провизии. Гувернерот на Народната банка Трајко Славески оцени дека станува збор за услуги кои секојдневно ги користат и граѓаните и компаниите, поради што прашањето за висината на надоместоците заслужува поширока јавна расправа. Централната банка во моментов нема законска можност директно да интервенира во одредувањето на банкарските провизии. Изјави Славески. На ставот на гувернерот реагираше министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска, која изјави дека надоместоците и провизиите што ги наплаќаат банките не се област што во моментот се регулира со закон. Во Македонија работат 12 банки, а дел од нив веќе најавија нови корекции на ценовниците и повисоки надоместоци за одредени услуги, што предизвика реакција кај јавноста и отвори прашања за оправданоста на ваквите трошоци. Според најновите податоци од Сојузот на синдикати на Македонија, јунската синдикална кошничка за едно 4-члено семејство е 68.654 денари. Најголем дел од семејниот буџет и понатаму се троши на храна и пијалоци, за кои се потребни околу 25.120 денари, што представува 36,6% од вкупните трошоци. Следуваат трошоците за образование со 7.192 денари, облека и обувки со 6.511, како и режиски трошоци, како струја, вода и грејење со 6.379 денари. Албанскиот премиер Еди Рама изјави дека Иран е единствениот непријател на Албанија и дека со години врши сајбер напади врз земјата, тврдејќи дека е вмешан и во актуелните протести против луксузниот проект вреден 4 милиарди долари на Џаред Кушнер. Тој обвини за ширење дезинформации и манипулација на социјалните мрежи, нагласувајќи дека тоа представува сериозна закана за демократијата и политичките процеси во Европа. Бугарија извезла оружје и муниција во Украина во вредност од 156 милиони евра во 2024 година, се вели во официјалниот одговор од Министерството за економија, инвестиции и индустрија до БГНЕС, што е зголемување од 1200% или 12 пати. Податоците откриваат нагло зголемување на директните испораки во Киев во споредба со тогашната претходна година, кога тие вредеа 12,6 милиони евра, додека во 2022 година официјално не беше пријавен извоз во Украина. Министерството исто така покажува дека 2024 година е рекордна година за бугарската одбранбена индустрија. Вредноста на остварениот извоз и трансфер на производи поврзани со одбраната достигнува 2,8 милиарди евра, што е највисоко ниво досега. Граѓани од Ново населје, дел од Нови Сад, реагираше против најавената манифестација Корзо на Ново населје, која треба да се одржи на 21 јуни по повод Светскиот ден на музиката.
Според најавите, настанот го организира фондацијата Нови Сад, Европска престолнина на културата, а се очекува присуство на високи функционери од владеачката Српска напредна партија. Граѓаните обвинуваат дека манифестацијата се злоупотребува за политички цели и дека представува обид да се слават коруптивни проекти. Тие посочуваат и на претходни скандали поврзани со раководството на фондацијата, вклучувајќи сомнежи за злоупотреба на службена положба, перење пари и други финансиски малверзации. За 18 месеци Штип ќе добие нов реконструиран студентски дом, најави вчера од Штип министерката за образование и наука Весна Јаневска. Работите почнуваат на есен. Ке почнеме, значи од наесен и ке се реновира и студентскиот дом во Штип, затоа што сметаме дека Штип ке се развива. Во меѓувреме, премиерот Христија Мицкоски најави дека пари за изградба на новиот студентски дом, медицинскиот факултет, но и за финалните работи на новиот објект на Штипската клиничка болница се обезбедени. Завршена е јавната, односно оној процес на барање меѓународни финансиери за проектите кои што исто така се почнати, како што е клиничката болница во Штип, заедно со студентскиот дом и новиот зграда на медицинскиот факултет. Министерот Азир Алио ја откри сумата за оваа намена. Владата веќе на последна фаза сме за Штип, Тетово и Кичево, кој што ќе се инвестира над 205 милиони евра. Со новиот студентски дом повеќе од двојно се зголемува капацитетот за сместување на студентите во Штип, потенцира министерката. Од сегашните 236 во постојниот студентски дом Браќа Милодиновци ќе нарасне над 500 кревети. Тоа е доволно ова прашање да се стави во ад акта. И овој студентски дом, заедно со оној кој ќе се изградува во иднина, што нема да се случи во еден ден, нели, за се треба време, ќе може да ги задоволат капацитетите на идните потреби на УГД, затоа што очекуваме прилив на студенти. Зошто овој план е добар? Мислам дека среднорочно и долгоречно планот е добар и дека ќе обезбеди развој на Штип. Заедно со градоначалникот сметаме и со ректорот дека имаме добри изгледи за реализација на овој план. Во рамките на реконструкцијата на постојните 7 студентски домови во државата, владата за Штипскиот одвои над 2 милиони евра. Во првиот уписен рок за учебната 2026-2027 година во Средното општинско училиште Миле Јаневски Џингар во Македонска Каменица се запишаа вкупно 44 ученици, информира директорката Данче Гоцеска. Од вкупниот број запишани 15 ученици избрале гимназиско образование, 17 се запишале во машинската струка, а 12 во насоката геологија, рударство и металургија. Директорката Гоцевска посочи дека и понатаму има слободни места во сите образовни профили и ги повеќе учениците кои не се запишале во првиот рок да аплицираат во наредните уписни кругови. Наша цел е да создаваме квалитетни кадри за потребите на локалната индустрија, но и ученици кои успешно ќе го продолжат образованието на високообразовните институции во земјата и странство. Вратите на училиштето се отворени за сите идни средношколци. Истакна Гоцевска. На државно ниво, најголем интерес и годинава има за стручното образование. Според податоците на Министерството за образование и наука, од 15.075 пријавени ученици, успешно се запишале 13.397, при што 8.910 избрале стручно образование, а 4.278 гимназиско. Во општина Пехчево започнува значаен инфраструктурен зафат со кој целосно ќе се обноват улиците и Линденска, Мирче Ацев и Даме Груев, преку изградба на нова атмосферска канализација, пошто ќе следува и комплетна реконструкција на сообраќајниците. Средствата се обезбедени преку владата на Македонија во рамки на програмите за подобрување на водната инфраструктура со поддршка од Европската банка за обнова и развој. Градоначалникот на Пехчево Александар Китански истакна дека проектот е резултат на координирана работа меѓу локалната и централната власт. Со реализацијата на оваа инвестиција конечно решаваме долгогодишен проблем со атмосферските води. Ова не е само реконструкција на улици, туку инвестиција во побезбедна и посовремена урбана средина, изјави Китански. Во меѓувреме во Берово беше реализирана работна посета на пречистителната станица за отпадни води во село Мачево, каде што градоначалникот Ружински заедно со заменик министерката за животна средина извршија увид во работата на капацитетот и технолошките процеси за третман на отпадните води.
Пречистителната станица е пример како модерната инфраструктура директно придонесува за зачувување на водните ресурси и подобар живот за граѓаните. Ќе продолжиме да вложуваме во вакви проекти кои носат реални резултати. Изјави Ружински. Фестивал на големи стомаци во Индија, познат како Пуликали, е уникатна културна прослава што се одржува во Керала. Овој фестивал не бара танчери, туку луѓе со големи стомаци, бидејќи големината на стомакот директно придонесува за забавата и спектаклот, изведувањето на традиционалниот танц на тигар. Еден од главните моменти на настапот е посебното сликање на лицето на тигар директно на големиот стомак. Кога изведувачите го движат стомакот, насликаното лице на тигарот изгледа како да се движи, создавајќи впечатлив визуелен ефект кој е централната атракција на фестивалот. Утре не очекува претежно сончево време со температури до 34 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 11 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 32%. Температурите по градови се следните: Штип 34 степени, Карбинци 33, Пробиштип 32, Чешиново Облешево 33, Кочани 32 степени. Температурата во Веница до 31 степен, Македонска Каменица 30, Делчево 29, во Пехчево 26 степени, а во Берово максимални 27. Според православниот календар, утре е Свети Ефрем, патријар Антиохиски. Католиците се спомнуваат за Векослав.